Македонија ќе склучи договор за стратешко партнерство со Обединетото кралство. Деталите се очекува да бидат објавени по средбата на македонскиот премиер Мицкоски со британскиот премиер Кир Стамер, која треба да се случи на маргините на самитот во Тирана. Овој договор представува ново поглавје во односите меѓу двете држави и представува клучна основа за подоцнешната економска и политичка соработка. Самиот договор, според информации на Алфа, се преговарал повеќе месеци меѓу тимови од двете држави и предвидува блиска соработка во повеќе клучни области. Главна тема на самитот, чии ко-домаќини се председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и албанскиот премиер Еди Рама, е безбедноста и заедничката визија за еднината на Европа. Пред почетокот на самитот на Европската политичка заедница во Албанија, Мицкоски порача дека Македонија долго време е жртва на билатерални прашања. Очекувањата се Европа да се држи до своите принципи, тоа се европските вредности, билатералните прашања да се надвор од процесот на пристапување, да се суди според постигнувањата реформите и според копенхагенските критериуми. За жал, Македонија е единствената земја која што е жртва на билатералните прашања, како што ниту една држава која што пристапила или допро ќе пристапи беше. Она пак што беше интересно за медиумите е дека домакинот Рама ги пречекуваше гостите во негов стил со чадор на црвениот тепих. Особено впечатлив беше пречекот на италијанската премиерка Џорџа Мелони, која ја дочека на колена, а таа се пошегува дека тоа го прави за да биде висок колку неа. Со одржувањето на самитот во Албанија, Тирана стана центар на европската дипломатија, што е исклучително важно за регионот, бидејќи ова е прв ваков собир на Европската политичка заедница што е организиран во Западен Балкан. Како што е наведено на официјалната веб страница на самитот во Тирана, ова не е само символично признавање на местото на југоисточна Европа во европското политичко ткиво, туку и стратешка инвестиција во незината улога во обликувањето на еднината на континентот. Пред официјалниот старт синоќа во Тирана, Кошта организираше вечера за водачите на 6 земји од Западен Балкан, на која присуствуваа председателката на Европската комисија фон дер Лајен и високата представничка на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика Каја Калас, сподели на социјалните мрежи премиерот Мицкоски. Инаку лидерите на европските држави главно се фокусираат на 4 стратешки теми: безбедност и демократска стабилност, економска конкурентност, миграција и млади и европско лидерство во глобален контекст.